Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32-те години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. Јас сум Димитар Јовевски, професор на Економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Работам на катедрата по е-бизнис. Покрај ова сум и партнер и директор за бизнис развој во Pixel, македонска компанија која што работи повеќе од 10 години на овој пазар. Мојата секојдневна посветеност произлегува пред се од младите луѓе кои што ме инспирира секојдневно да се трудам да бидам што подобар и да им пренесам дел од моето знаење. Од една страна тоа го работам на Економскиот факултет секојдневно со млади луѓе, од друга страна во бизнисот работам со луѓе кои што се трудам да ги направам подобри менаџери, поуспешни претприемачи. Мојата улога во ова македонско општество за кое што се надевам дека допринесувам позитивно е во насока на комбинирање на практичната и на едукативниот аспект на мојот живот. Од една страна јас сум професор, каде што секојдневно обучувам и пренесувам знаење на многу млади луѓе, а од друга страна секојдневно имам допирни точки со бизнис секторот и гледам реални примери за тоа што се случува во областа во која што работам, а тоа нели е дигиталниот маркетинг. Таа комбинација на теорија и пракса, односно на студентите да им се пренесат одредени реални случаи, реални приказни од секојдневниот сектор, ги спремам и ги подготвам да што поуспешни кога ќе завршат факултет, кога излезат да бидат поспремни во бизнис секторот во Македонија. Во секојдневното работење, како на факултет, така и во бизнис светот, се соочувам со големи предизвици. Нели, ако немаме предизвици во текот на денот, имаме сериозен проблем, како велат. Ако треба да издвојам некој од најсериозните или најголемите предизвици, се врзува со инспирацијата и мотивацијата на младите луѓе. Она што секојдневно го гледам е зона каде што се обидувам да ја надминам преку инспирирање и мотивирање на младите луѓе да се насочат кон тоа што го сакаат, да бидат мотивирани и да успеат докрај да издржат во реализирање нивните идеи, желби, планови и мотивации. На младите во Македонија сакам да им порачам неколку работи. Прво, секогаш пробуваат да се излезат или да се изнесат од зоната на комфорт. Второ, ја лично многу повеќе верувам во синергија отколку индивидуализам. Трета работа која што би сакал да порачам е така нареченото доживотно учење или вложување многу во нивниот личен раст и развој. Комбинација на овие три работи: континуирана едукација, излагање од комфортна зона и комбинирање на ресурсите или правење некаква синергија можат многу позитивно да влијаат на нивниот личен развој и професионален.